Сигурно на многумина им е познат ова сценарио. Кучето зграбчува нешто што не смее и веднаш почнува еден мал надпревар на волји. Значи, тоа е оној момент на фрустрација што речиси секој собственик на куче го доживеал. Сега, прашањето е, што ако тој ист момент, тој судир, може да се претвори во нешто сосема друга, во можност за продолбочување на врската? Да, дали е тоа само некоја стара папуча, чорап или пак не дај Боже нешто многу поопасно, таа борба за превласт е секогаш иста. Во оваа анализа ќе истражиме како токму тие напнати моменти да ги претвориме во јасна и чиста комуникација. Значи, целата поента е во тоа да се смени перспективата. Наместо да се бориме за контрола, ќе изградиме еден систем на доверба, каде што кучето всушност со задоволство ќе сака да соработува. Ајде да видиме точно како се постигнува тоа. Добро. Прво и основно, ајде да го разбереме проблемот во неговата срж. Зошто е навистина толку важно кучето да ја совлада командата пушти? Видете, ова е многу повеќе од обична послушност. На прво место е безбедноста, спречување на голтање опасни материи, што може да биде прашање на живот или смрт. Потоа, ова е основа за сите оние забавни игри, како фрлање и фаќање. И можеби најважно од се, го намалува она посесивно однесување, чувањето ресурси, со што се намалува стресот и за кучето и за собственикот. Добро, а сега решението. Тоа лежи во една многу едноставна, но неверојатно моќна филозофија. Позитивното засилување. Ајде да видиме како ова функционира во пракса. Тајната е во ова. Командата се претвора во игра, во размена, а не во некаква битка на вољи. Кучињата се природно опортунистички суштества. Тие секогаш ќе ја изберат опцијата што им носи најголема награба. Нашата цел е да сватат дека ако го пуштат предметот, ќе добријат нешто уште подобро. И така, одеднаш пуштањето станува најпаметниот и најпозитивен избор за нив. И знаете што е најдоброто? Ова не е само некој, да речеме, пофин метод. Не, тој е и значително поефикасен. Податоците всушност се кристално јасни. Истражувањата покажуваат дека со позитивно засилување, кривата на учење се скратува за неверојатни 40%. Тоа е огромна разлика во споредба со старите методи базирани на казнување. И тука има уште една огромна придобивка. Овој метод на дресура активно го разградува стравот што предизвикува посесивност, а резултатот? Импресивно намалување од 60% на однесувањето на чување предмети. Значи, решаваме два проблема одеднаш. Во ред, доста беше теорија, сега доаѓа практичниот дел. Ќе поминеме низ еден детален, чекор по чекор план за тоа како да се спроведе оваа дресура. Еве како изгледа еден јасен преглед на целиот распоред. Оваа структура го прави целиот процес многу лесен за следење. Се почнува од самите основи и потоа постепено, недела по недела, се зголемува тежината. Значи, првата недела целата е посветена на градење позитивна асоциација. Се почнува со играчка што кучето ја сака, но не е нешто што го обожава. Кога ќе ја земе, се нуди високо вредна награда, да речеме парче пилешко. Штом ќе ја пушти играчката, ја добива наградата. По неколку повторувања се додава и вербалната команда пушти, но клучно е да се каже непосредно пред да се понуди наградата. Добро, втора недела. Време е да почнеме да ја генерализираме командата. Ова се прави со додавање на едноставни, контролирани одвлекувања на вниманието. Прво, во затворен простор, а потоа се селиме надвор, во некој познат, но помирен простор како двор или гаража. И потоа, во напредните фази, дресурата се сели во подинамични средини. Целта е вештината толку да се зацврсти, што ќе може да се користи буквално секаде и во секое време, без разлика што се случува наоколу. Се разбира, секое куче е приказна за себе, секое учи со свое темпо, затоа е апсолутно клучно да се прилагодат стратегиите на индивидуалните потреби. Многу е важно пристапот да биде флексибилен. Например, кај кутрињата. Нивното внимание е кратко, затоа сесиите мора да бидат супер кратки, 2-3 минути и толку. Ке постарите кучиња, сениорите, можеби ке треба да се користат помеки награди, а кај вдомените кучиња, тука приказната е малку поинаква. Пред се и над се довербата. Прво се гради таа основа на сигурност, па дури потоа се почнува со играта на размена. И што ако се најда на пречки? Еве неколку брзи решенија.
Ако интересот почне да опаѓа, ротирањето на наградите помага да се одржи возбудата. А ако кучето се двоуми, важно е да се анализира контекстот. Може би има премногу одвлекување на вниманието или пак тајмингот не е соодветен. И сега, да го заокружиме сето ова со враќање на она што е всушност крајната награда од целото ова патување на дресура. Суштината е ова. Оваа вештина целосно ја трансформира врската. Наместо судири се создаваат мазни и доверливи размени. Секоја успешна команда пушти е уште една мала тула во тој голем темел на довербата. Овој цитат од изворот совршено ја сумира целата филозофија. Кога кучето навистина верува дека пуштањето на некое негово богатство води до уште поголеми награди, било да е тоа внимание, игра или храна, тогаш соработката станува сосема природен избор. Со оваа вештина се отвораат нови врати за безброј авантури и многу подлабока поврзаност. Прашањето на крајот не е само што кучето ќе научи, туку и како заедно ќе се расте и ќе се развива тоа партнерство.